Вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Забрзување на економскиот раст, дигитални политики и иновации за економија подготвена за иднината. Усогласување на економскиот потенцијал на земјава со паметни инвестиции, примена на вештачка интелигенција, враќање на инвестициите и улога на диаспората во националниот раст ќе бидат во фокусот на самитот Македонија 2025 што ќе почне денеска во Скопје. Економски експерти, поранешни и сегашни премиери и министри од земјава и од странство, како и експерти од научната заедница од повеќе држави ќе говорат на панел дискусиите на самитот, на кој се очекува да присуствуваат околу 550 гости. Официјалниот дел на самитот ќе го отворат Виктор Мизо, председавач на одборот на директори на Македонија 2025, и Никица Мојсовска Блажевски, извршена директорка на Македонија 2025. Главни теми на самитот ќе бидат обработени во 14 панел дискусии. Надвор од политиката, економската визија и лидерското патување на премиерот Христијан Мицковски е насловот на првиот панел на кој ќе говори македонскиот премиер. Активностите поврзани со самитот ќе завршат на 15 мај. Независниот синдикат на полицијата денеска со почеток во 12 часот на раскрсницата Мавровка кај судовите ќе одржи полициски протест. Полициската плата е составена од основна плата и зголемување од 30%. Основната плата на полицијата не може да биде под минималната плата на државата, бараме воедначување на судската пракса на апелациониот суд Скопје со апелационите судови од Битола и Гостивар кој го потврдува нашето барање. Протестот ќе започне пред судовите, ќе бидат одржани кратки говори и ќе се упатиме пеш кон судскиот совет, велат од независниот синдикат на полицијата. Владината приказна на Таравари дефинитивно е завршена. Откако изјави дека природно било Алијанса да биде дел од опозицијата, премиерот му посека добро здравје. За сега неизвестно е дали сите министри од неговата партија си одат од владата или некој ќе си оди од Алијанса на албанците. Дали Таравари како опозиционер ќе се приближи кон СДСМ, од каде доби покана, останува уште така отворено прашањето. Таравари дефинитивно излегува од владата. Мицковски му посака среќа и добро здравје. Следната недела вели дека ќе го покани на проштална средба. И премиерот е изненаден од одлуката на Таравари да се врати, како што вели, во прегратките на Дуи. Јас можам само да му посакам среќа и се надевам дека ќе имаме една завршна средба во текот на следната недела на која што ќе сумираме што е тоа што е направено и да му посакам пред се добро здравје. Тоа е она кое што на сите нас ни е најважно. Морам да кажам дека најмалку што очекував е да се врати назад во прегратките на Али Ахмети и останатите, но тоа е сепак негова одлука и убеден сум одлука на малкумина и дека тоа не е одлука на членството на Алијанса за албанците и на голем дел од луѓето кои што се дел од оваа влада. Честно беше и доблесно самиот тоа да го направи, да не ја влече владата за нос и граѓаните, но ете, полека, но сигурно станува јасно дека тој се враќа назад во прегратката на сите оние кои што повеќе од 2 децении ја пустошеа, ја криминализира, ја ограбува, ја фрлија Македонија на колена. Мицковски не одговори дали чекорот на Таравари ќе го следат сите петмина пратеници и високи функционери од крилото на Алијанса, но вели дека и без нив мнозинството е стабилно. Дали тоа значи и што значи времето ќе покаже. Владата е стабилна, владата има близу 2/3 поддршка во парламентот и владата е посветена само на една работа, а тоа е проекти и реформи и одлучна борба против криминалците и корупцијата, за жал против оние на кои што за жал им се придружува Арбен Таравари. Дека на Алијанса ќе биде подобро во опозиција, вчера вечер порача и самиот Таравари при отворањето на нов партиски штаб во Скопје, потврдувајќи дека довербата во владината коалиција е мизерна. Сепак Таравари целосно ја отфрли можноста Алијанса да стане дел од Европскиот фронт на Дуи и останува на ставот дека на претстојните избори ќе настапат со своји советнички листи. Покрај со Мицковски, Таравари следната недела ќе се сретне и со лидерот на СДСМ Венко Филипче, но без детали дали од оваа средба може да произлезе и нова соработка за локалните избори. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Во продолжение след